Ни ги земаа и кантите. Оваа реакција на еден од ромите со кој разговаравме на тема дали почувствувале дека се одбиени при барањето работа заради тоа што се роми, најдобро ја отсликува разочараноста и безнадежноста која владее кај оваа популација во поглед на можностите за вработување. Ова се должи на впечатокот кој долги години очигледно неоправдано се добиваше дека на пример во јавното претпријатие ИСР во Штип има голем број на вработени лица роми, иако претежно во одделот на јавна чистота, односно собирање на ѓубре. Податоците кажуваат спротивно, од вкупно 342 редовно вработени лица во ова јавно претпријатие во Штип, роми се само 35. Ако се земе предвид дека ова е најголемата бројка која се појавува кога станува збор за вработените роми во Штип во едно претпријатие или фирма, а состојбата не е ништо подобра и во други општини, сликата е значи сосема поинаква. Вкупниот број на вработени роми во јавниот сектор во Штип е 68. Во Виница, на пример, вкупен број на роми според податокот од попис 2002 година е 1230 жители, или 6,2% од вкупниот број на жители се роми. Вработени роми во општината Виница, локалната самоуправа, јавните комунални претпријатија, основни училишта, детска градинка, дом на култура, музеј и библиотека има вкупно 20. Невработени роми во општината Виница се 239 од вкупно 1857 невработени лица. Податок од 8 март 2018 година. Во Штип, во локалната самоуправа се вработени 4 роми, во јавното претпријатие ИСР 35, јавно претпријатие Стипион 6, територијалната противпожарна единица 1, основните училишта 1 наставник, 3 хигиеничари, 1 хаусмајстор, Центар за социјални работи 2 лица, здравствен дом 2 лица, 1 лекар, 1 медијатор, во градинките 4 лица, 2 негувателки и 2 хигиеничарки, во Министерството за одбрана 2 лица, генерален секретаријат на влада 1 лице, секретаријат за рамковен договор 1 лице, полициска станица 1 лице и во клиничката болница 8 хигиеничари. Податоците за јавниот сектор се транспарентни, додека во приватниот се гледаат само низ призмата на бројот на пријавени лица како невработени во Агенцијата за вработување. Таму, од вкупно 1952 евидентирани невработени лица, 257 се роми. Ако се земе предвид дека бројот на жители роми во Штип е близу 4000, иако официјалната бројка е на половина помалку, тоа значи дека 4,5% од населението во општина Штип се роми, а 10% од пријавените невработени во Агенцијата за вработување на Република Македонија се роми. Може да се заклучи дека невработеноста меѓу ромската популација е многу поголема во однос на другите. Еден дел од невработените роми и не се пријавуваат во локалните центри за вработување. И на ниво на државата бројките не се ништо подобри, од вкупно 98.354 невработени, најголем број на невработени по етничка припадност после албанците се роми, 6278. Тоа го потврдува и првиот министер ром Аксел Ахмедовски, кој вели дека на национално ниво процентот на невработени роми за цело време е поголем од националниот просек на невработеност и се движи некаде од 70 до 80%. Најсимптоматично според него е во државната и јавната администрација, каде процентот на вработени е 0,8%. Ако се спореди официјалната застапеност од 2,8% во вкупното население, која најверојатно не е точна бидејќи застапеноста е поголема, ќе се види дека ромската заедница за цело време е надвор од системот. Во приватниот сектор состојбата е слична, но тука тешко може да се влијае бидејќи се работи за приватен бизнис и тука се зависи од волјата на сопственикот, работодавачот. Погрешна е перцепцијата која се створена во Македонија дека голем дел од или значителен дел од ромското население е мрзевливо и дека не сака да работи. Не велам дека нема и такви лица, меѓутоа такви лица постојат во сите етнички заедници. Така да неблагодарно е да преку еден или два случаја да се направи генерална слика за цела една етничка заедница дека е мрзеливе, дека не сака да работи. Јас знам голем број на примери, посебно лица со завршено високо образование кои што се трудат, па и отпорно, па и сега да се вработат, се јавуваат секојдневно на било кој оглас кој што отворен, дали во јавна институција, дали во приватни претпријатија, меѓутоа некако вработувањето е доста тешок проблем и тука во тој дел правиме големи напори за да оваа бариера или овие предрасуди кои што постојат кај работодавците да се прекинат, за да ето на некој начин и ромските студенти или лица со високо образование бидат вклучени во работниот процес. Иако има подобрување кога станува збор за јавниот сектор, сепак се добива впечаток дека не е доволно. Во локалната самоуправа во Штип во моментот работат 3 лица во одделението за односи со заедниците. Веќе јас започнав сам, веќе сум овде 12-та година веќе. Имаме веќе сме тројца
можам да кажам, и сме единствени во Република Македонија, каде што во една локална самоуправа се вработени тројца роми. Кај нас имаме доста реакции во однос на вработувањата. Најчесто, кога се обраќаат и кажуваат, например, ние ги упатуваме и до трудовата инспекција, за да сето тоа се процесуира, да поднесат преставка, од која фирма тоа доаѓа, што е самиот настан, што се случило, дали е тоа дискриминација, да се види основот по кој што е направено, односно прекршок на одредено човеково право, па понатаму се решаваат ваквите случаеви. Од друга страна и посредуваме. Например, ни се случува и да одредени работодавци, бидејќи знаат дека имаме секојдневна комуникација со граѓаните кои што се од оваа заедница и кога имаат потреба од работници, се јавуваат и тука ние можем да кажем дека имаме доста граѓани кои што од оваа канцеларија сме им посредувале директно да истите бидат вработени во некои од фирмите кои што ги имаме во нашиот град. Ако ситуацијата се подобрува во јавниот сектор, во приватниот останува и натаму да владее стереотипот за ромите како мрзеливи и непожелни работници. Дека тоа е така потврдува една од многу средби на кои се разговара за еднакви можности, недискриминација при вработување. На една работилница еден од представниците на локална самоуправа рече дека вие не сакате да се јавувате на огласи за вработување. Ние кога се јавиме на огласи за вработување, само што го видат името дека не е македонско, веднаш се трга на страна неговата апликација, со тоа што добива многу негативни бодови. 46 годишниот Јакуп Идризовскиот Штип се во ова го почувствувал на своја кожа. На оваа возраст нема ниту еден ден работен стаж. Немам работено вака државно вака пријавено, али вака сезонски имам работено вака приватно. Па полека човек колку да онедува чувствува дека така ги гледат годините и ги гледат ги нациите ги одвојуваат дали се роми, дали се турци, дали се власи, со партиски се определуваат. Вика, дали имаш работено, што имаш искуство, правиш апликации, дојди ке ти се јавиме, потом. На 6 месеца се пријавував, 35 години се пријавувам у завода. Ние еден ден немам дојден да ми се јави, ти најдовме работа. Па лично имаме вака другари вака што отидовме лично во фирмите, бараат работници, млади, помлади од мене генерации, мислам доста помлади од мене. Отидовме лично да разговараме со оно, прибидејќи они како не гледат вака по националноста и ни кажа нема го директорот сега тој, шефот не е овдека, дојдете други ден, направите апликации, ни зема лична карта, број, опотом од заводот за вработување. Не побара ни најде работа еднаш тоа во некој пенушли, не знам каде тоа, тие гумите што ги работат, не знам таму. Таму кај не сум способен за таа работа. Ја и кажав, викам што е таа работа, викам она вика таму кај тие гумите, вика во печката. Јас во тоа печката викам не можам, викам. Ја викам не сум способен, јас сум. Викам коронова болест имам, јас не можам да ја работам таа работа. Не одбиваме ние работа. Прибидејќи ако се осигурени, ако се мислам здравствено осигурани све како што треба, зошто да не? Надвор од агенција за вработување, дали директно сте одели некаде во некоја фирма да побарате работа лично вие? Сум побарал. И како поминувате? Никако. Не одбија. Не гледат, вика не, овдека моментално не се наоѓа шефот и ако е он пример шеф или директор, ни кажува не е тоа, моментално не. И како мислиш, како гледаш својата иднина во ситуација кога немаш ден стаж, кога не знаеш како би добил пензија? Лошо се чувствуваш. Леве, ја 46 години, немам 2 сата стаж. Од кој очекувате дека може да ви помогне? Кој треба да помогне на лицата како вас за да имаат работа, да бидат примени на работа без разлика на тоа од која националност? Власта тоа треба да го гледа, да го решава, тоа мислам, тоа да треба трудот за вработување, тоа тие имаме ги тие функции што вака здружение ги имаме, треба да без разлика националитет да се гледа. И колегите на Јакуп кои чекаа да земат храна во народната кујна во Штип потврдија дека тешко доаѓаат до работа, дека се потешко се доаѓа дури до потешките и валкани работи. За жал сметаат дека дури изголемувањето на бројот на роми кои завршуваат средно образование и се запишуваат и на факултет нема да придонесе за подобрување при вработувањето, а тоа мислење го дели и Јакуп. Мој искуство вака што гледам вака, јас имам исто мојата матурантка сега 4-та година исто учи. Ама на тај перспект не гледам јас дека мислам дека може да се вработи во таа струка која што учи, што се занимава мислам во факултетот, во школите што ги завршаваат. Нема шанси тоа да го добијат они. Значи немате многу оптимизам. Нема тако нешто. Многу мал дел од случаите на дискриминација при вработување на ромите се обелоденуваат. Причини има повеќе.
Како адвокат сум имам предмети кога на огласи дали во јавните предпријатија или во некои од државните сектори или во приватните предпријатија се увале лица од ромска националност, но при тоа биле одбивани, односно не биле примени на јавениот оглас. Имавме поднесувани покренувани судски постапки, меѓутоа по текот на самата судска постапка, кога самата странка ќе увидеше дека на крајот селекцијата за вработувањето ја врши работодавецот, имало случаи дека кога се откажувале од водењето на понатамашната постапка. Во делот на вработувањето, дискриминацијата прилично се одвива на индиректен начин, со тоа што кога одредено лице, представник на ромска заедница бара вработување, само му го земат телефонскиот број и му кажат во ред ќе бидете побарани и толку. Тука завршува целата постапка, целото барање за вработување. Во Штип, кај Народниот правобранител досега немало пријавен случај од ваков вид на дискриминација, додека Сдруженијето за заштита на правата на ромите има поднесено една представка до локалното координативно тело за заштита од дискриминација, кое е неодамна формирано. Имавме прилика да пишуваме приговори до инспекцијските органи, за тоа што се уште немаме одговор од нив, од причини што лицето 2 дена не било на работа поради боледување и тоа со медицинска документација со се, третиот ден отишол на работа и веќе бил избркано. Бидејќи локалното координативно тело за заштита од дискриминација е формирано неодамна, досега има само 2 представки, од кои една е од онаа од Сдруженијето за заштита на правата на ромите и таа доправа ќе се разгледува. Работодавците сметаат дека ако во минатото имало случаи на дискриминирање на ромите при вработување, сега посебно во текстилната индустрија која е доминантна во Штип и регионот, ситуацијата е поинаква, бидејќи има недостаток на работна сила. Кај нас тоа никогаш не се случило, а мислам дека веќе не се случува и никаде на друго место. Сега е битно работникот да биде добар. Да речеме, ние при вработување на луѓе најбитно е имаме тестирање на нивните способности и ни е битно да е тестот добар. Во последно време најдобри работници имаме во околината, каде што покрај работата овде што ја имаат, нешто чуваат стока дома или имаат некое земјоделие. Зошто? Затоа што тие сигурни работници никогаш не планираат или не се со едната нога надвор од држава. Додека во градот, кои само живеат од индустријската работа, тие секогаш размислуваат по младите дека дали е можно и дали е подобро да заминат од државата. Така да и ромското население го вработуваме, од нив имаме многу добри работници, разбира и кај нив има и подобри и полоши, и мислам дека во овој случај ниеден работодавач не може да ги дискриминира по основ на тоа дека некој е ром. Имаме одредени промени кои што можат да резултираат со одредени мали промени во однос на дискриминацијата при вработувањето на ромската заедница. Оно што можам да го истакнам како најважно е тоа што порано, да речеме пред 10 години, најголемиот дел од ромската заедница се соочува со поголема дискриминација, можам да кажам и директна, каде што најчесто кога ќе отидеа да бараат работа, истите само им беа земени податоците и понатаму немаше ништо, значи ни контактирани, ни па дека ќе може да исејават за да бидат влезени на работа. Нашата работа и улога на локалната самоуправа, заедно со бизнис секторот во нашата општина и нашите лични контакти, можам да истакнам дека на некој начин ја избалансиравме оваа дискриминација од аспект. Дали тоа ќе бидат лични контакти, дали од страна на градоначалникот и службите од локалната самоуправа, разговаравме со работодавците за да можат да се вработуваат кадрите кои што произлегуваат од ромската заедница. Од овде тргнувајќи можам да кажам, значи од најопшти работници па до вработување во одредени институции. Малиот број на јавно објавени случаи на дискриминација на роми при вработување не го намалува впечатокот дека сепак ја има, за што сведочат и бројките на вработени роми кои се уште се мали, а уште повеќе и податокот дека и во државниот и во јавниот сектор, како и во приватниот, нема роми на раководни позиции. Во однос на структурата и позиционирањето на овие работници, сепак сметам дека и локалната самоуправа, заедно со овие јавни предпријатија, немаме ни едно лице кое што е на раководна позиција, кое што, иако, можам пак повторно да истакнам дека имаме студенти кои што имаат соодветно и завршено образование,
за да истите можат да донесуваат и одлуки и да раководат со одредени, можем да кажем, одделенија, сектори кои што ги има и локалната самоуправа, а исто така и овие две јавни предпријатија. Дали таа слика ќе се промени со барем малото зголемување на бројот на лица роми кои што го минуваат образовниот систем останува да се види. Но Шенај Османов од Сдруженијето за заштита на правата на ромите не е оптимист. За жал, јас се уште сум песимист во тој дел. Се уште немам такви информации, немам такви визии дека еден ден ромите или во скоро идни на ромите ќе бидат на раководни места. Од причини што нашето интегрирање во општеството ќе оде малку подоцна, бидејќи ние се уште се бореме со одредени структури кои што немаат развиена свест за интегрирање на самата ромска популација и имаме структури кои се уште размислуваат дека ромите се лош народ и дека ромите не сакат да работат и така натака. Примерот само потврдува дека уште многу треба да се работи на градење на подобри услови за интегрирање на ромската заедница и дека проблемите и искрената дискриминација има насекаде околу нас, не само при вработувањето. Дури и добриот пример на општина Штип со тројца роми вработени во локалната самоуправа на еден начин има сенка и се добива впечаток дека поделеноста има и овде. Сите тројца се во една канцеларија, а не распоредени и во други одделенија. Може би нашето физичко сместување на едно место, можем да кажем дека пред се тука влијае самата систематизација која што имаме во локалната самоуправа и со оглед на потребите кои што граѓаните доаѓаат во нашата канцеларија да ги искажуваат своите проблеми. Локално координативно тело за заштита од дискриминација, народен правобранител, невладини организации, државни установи кои што се грижат за дискриминацијата да ја нема. Предуслови да се говори јавно за дискриминацијата на ромите има се повеќе, но треба да се работи и на свеста за отворено говорење за неа. Еден од предусловите секако е и многу поефикасно делување во поглед на вклучување на ромите во образовниот процес и зголемување на бројот на оние кои по завршување на средното образование ќе се запишат и на факултет. Дискриминацијата на ромите при вработување очигледно е дел од целокупната слика на повеќе декларативна заложба за подобрување на состојбите, која се уште ги нема дадено потребните резултати.